129 дена откако Талат Џафери недолично ги навредуваше вработените во собранието. Сите служба конкретно седници, веднаш кај по седници, сите што позаду сите немате биеве. Вие сте на плата и си е бавате на Собраниските служби кои беа мета на пцостите на вредите на Џафери, како и јавноста, чекаат повеќе од 4 месеци за тоа дали институциите ќе превземат чекори за однесувањето на собранискиот спикер или едноставно, како што побара тој, ќе ги казнат вработените во Македонската радио телевизија и собранискиот канал. За сега нема епилог од пријавата за прекршување на етичкиот кодекс на кој се потпишаа 22 пратеници. Комисијата за мандатно-имунитетни прашања требаше да одлучи дали на спикерот ќе му изрече јавна опомена или суспензија, но никогаш не го направи тоа. Не поминаа 2 недели откако јавноста ги слушна пцостите на Џафери, нов скандал изби во собранието. Пратениците беа заклучени во пленарната сала под изговор дека треба да бидат пребројани. Ни за ова немаше никаков епилог. Ваквото однесување на Талат Џафери не е изненадување. Тој додека беше пратеник правеше скандали. Најголем беше тепачката со неговите колеги. Џафери од улогата на главен собраниски воспитувач кој често преферира физички пресметки и недолично навредување како главни воспитни методи за воведување ред по негов терк, сега стана и уставен судија, па така своеволно дојде до заклучок дека иницијативата за референдум била противуставна. Според пропишаните надлежности, спикерот имаше 3 опции при рака: да ја врати иницијативата кај предлагачот поради административни недостатоци, да ја достави пред пратениците на пленарна седница, тие да одлучат дали е уредна или не, или едноставно да ја проследи пред надлежните собраниски комисии, тие да решаваат по однос на нејзината уредност.